Почитувани гледачи, драги гости, добар ден. Пред летната пауза за овие емисии, ова е последната. Денеска се јавуваме од ново изградениот дом во местната заедница Оровник кај Охрид. Ова село не е големо, но желбата за зближување, другарување и соработка е голема. Овој пат гостите се дојдени од Мачва, од општината Богатич. Тука веќе трет ден се представниците на местната заедница Мачвански Метковиќ. Тие со домакините се веќе како одамна своји. И едните и другите велат дека ово ново другарување ветува долга, успешна соработка. Тоа веројатно ќе го слушнеме од содржините на прилозите, настапите, кажувањата, редовните рубрики во наредните 60 на минути. И овој пат ќе бидат присутни сериозноста, шегата, играта, музиката. Ова е поднебје каде што природата дарувала се што е потребно човекот да се чувствува прекрасно. Со знаење и умешност може и да се живее со такви чувства. Може се да се произведе, но нема вода за полевање. Но тоа е темата на емисијата сериозна. За неа подоцна, сега продолжуваме со игра и музика. Настапува фолклорната група на домаќините со Велгошко оро. Другарот Крстен Еловски е председател на местната заедница на домаќините на Оровник. Тој е токму таков како што е составот на оваа местна заедница, а нивна одлика е младоста. Другар Еловски, дали младоста, акцијата е одлика и на овдешниот живот, на работењето ваше? Јас би неколку збора кажал и ве упознал за состојбите и достигнувањата на местната заедница село Оровник. Таа се наоѓа меѓу двата древни градови Охрид и Струга, на неколку стотина метри од брегот на Охридското езеро и толку од аеродромот Охрид. Екзистенцијата жителите на местната заедница село Оровник ја наоѓаат во општествениот сектор вработени во градот Охрид, помалку во градот Струга, и дел од својата екзистенција ја наоѓаат во индивидуалното земјоделие, во кое се занимаваат главно со градинарски култури, житни култури, овоштарство, овоштарство и така натаму. Бројните достигнувања на местната заедница главно се темелат, како што спомнавте, во заедништвото, хармонијата и единството на жителите на село Оровник. Јас би претходно спомнал, тие се темелат исто и на заедничкиот успех на членовите кои се во општествените политички организации во местната заедница, кои во секој момент наоѓаат еден заеднички, така да кажам, јазик, како во работните состанци, така на работните акции, а и така на една ваква прилика како што доликува и во моментов.
често пати само придонесот е една од активностите, од начините на кои што се обезбедуваат оние работи, да речеме, кои што не би можеле по овој редовниот пат на обезбедуване средства на поинаков начин. Дали го има тоа и кај вас? Секако да го имат. Тие бројни активности не сега, него од поадамна се манифестираат. Изградено имаме низа објекти кои стварно не дозволуваат да се врши миграција на жителите од селото во градот. Имаме изградено водоводна мрежа во должина од некаде 2500 метра квадратни. Имаме асфалтирано патишта од 2500 метра квадратни и то по втор пат. Го адаптиравме и реконструиравме школото до 4-то оделение. Направивме еден полигон, асфалтен полигон пред самиот општествено-културен дом, улично расветлување и на крај една многу поголем објект, тоа е општествено-културниот дом во селото Оровник. Во кого сега се наоѓаме, сигурно активностите се многу поголеми, списокот е долг, но ние емисијата ја продолжуваме понатаму. И на почетокот од емисијата да кажеме нешто и за земјоделството од ова село. Во него всушност и нема жители што живеат само од земјата, инаку поднебјето дозволува успешно овоштарство и лозарство. Славе Митрески е вработен во Сдружениот Труд, меѓутоа обработува и 2 хектари лозов насад. Кои сорти ги обработувате? Ги обработуваме скоро сите сорти од вински и столни сорти. Од столните сорти ги имам како најпојќе Кардинал Хамбург, Мускат Италија, Афусали и така. Од винските имаме овај Мерлот, имаме Црни Вранец, Прокупец и нешто Пловдинова памет што го викаме. И која сорта дава најдобри резултати? Најдобри резултати во нашиот поднебје овде дават Хамбург и онај Мускат Италија што викаме ние Бел Хамбург. Како успевате да ги обработите овие 2 хектара? Па со обзиром да се лозијата под шпалир и механизација имам целосно механизирано, скоро 70%, 80% е механизирано, па обработувам така. Кој ви помага? Ми помага синовите дома, целата фамилија, жената не е вработена, претежно таа е во лозијето. Со најновата цена на минералните ѓубрива и на заштитните средства, дали може рентабилно да се работи? Ба види, со најновата цена сега кој што се поскапени ѓубривата и заштитните средства, не би можело да се работи, али очекуваме да се добие цената и на земјоделските производи, на лозијето и овие други што се на грозјето односно. Всушност тоа ќе го покаже пазарот. И кои се вашите планови за понатаму? Нашите планови се ако добра цена имат грозјето, јаболка и све овие други земјоделски работи, и ако што се зборува се овој закон што е за изедначување земјоделската пензија и работничката, би се одал целосно на земјоделие. Не само ја, него и повеќе млади луѓе би се одале на тоа. Благодарам. И Оровник е охридско село во кое темата печалба е често присутна. Од секое семејство има барем по еден близок што живее и заработува преку океанот. Најмногу во Австралија и Америка. Така е и со семејството на Томе Петрески. Својот досегашен работен век го помина во Австралија. Заедно со него постојано е и неговата сопруга. А децата им се овде, на родната грудка. Од време на време родителите доаѓаат во Оровник да видат како е тука, како им живеат децата, да ги почувствуваат воздухот и водата, опојни родни. Оние што дури ни океанот не може да ги покрие. Тие се и сега тука, очекуваат и радост да се ожени синот. Затоа со посебен мерак и ја прават куќата, за синот и невестата што ќе дојде во неа, потоа за внучињата, но и за нив, да им биде убаво кога ќе дојдат од земјата печалбарска. Оваа куќа и другите вакви или слични се со посебен придонес на парите печалбарски. Оттаму и повисокиот стандард во поголемиот дел на домакинствата. Меѓу убавите куќи има и такви што се изградени со пари и под домашна. И на едните и на другите маката им е заедничка. Таа е неразделен придружник на убавината. Маката е и нејзин претходник.
Сидерина паи Садрина паи Хай тебе крати дрина паи Тебе краси курузише Ница курузише Ница Хай тебе краси курузише U srcu žitorodne Mačve, 6 km istočno od opštine Bogatić, nalazi se mesna zajednica Metković. U 340 domova živi oko 1350 stanovnika. U Mačvi su se ljudi oduvek bavili ratarstvom i stočarstvom. Tako je i u Metkoviću. U saradnji sa osnovnom organizacijom Kooperanata Ratar, Metkovčani godišnje isporuče društvu oko 600 tona pšenice, 5000 tona šećerne repe, 1000 komada utovljenih junadi, 700 komada svinja i oko 360.000 litara mleka. Dobro su opremljeni potrebnom mehanizacijom jer drugčije i ne bi mogli da na najbolji način koriste blagodeti mačvanske crnice. Samodoprinosom, zajedničkim radom i uz pomoć poljoprivrednog kombinata Mačvanin iz Bogatića, Metković je promenio svoj lik. Blatnjevi sokaci su zamenjeni asfaltom, izgrađeni su dom kulture, zdravstvena stanica, veterinarska ambulanta, prodavnice. U toku je rekonstrukcija električne mreže, a uskoro će biti puštena u rad i telefonska centrala sa 170 brojeva. Kao i u drugim mestima, i u Metkoviću ima mešovitih domaćinstava. 70-ak meštana je zaposleno u privredi Šapca i Bogatića. Svako jutro oni odlaze u hemijsku industriju, radnu organizaciju plastične mase, mlinsku industriju i druge organizacije. Eto, to bi u najkraćem bio reporterski zapis iz Metkovića, sela koje će se tek razvijati i o kome će se tek čuti. Оровник и околните села се близко до Охридското езеро, живеат со сите неопходни предуслови за интензивен развој на земјоделството, но сепак развојот на земјоделството како да го немаме. Би рекле зошто? Овде до мене е директорот на водостопанската организација Охридско езеро од Охрид, магистер Јован Јелаковски. Да повелите. Водата игра значајна улога во развојот на земјоделието, така да не може да се замисли современо земјоделско производство без наводнување. Ова поднебје за развој на земјоделието ги има сите предпозиции, бидејќи се наоѓа во непосредна близина на едно туристичкото место Охрид, али посебно со високо квалитетно земјиште кое е негде преку 300 хектари земјоделска обработлива површина. Меѓутоа, на жалост, малку е вложувано за обезбедување вода за наводнување. Иако од подавна постои идеја да се гради еден современ систем за наводнување, тој е системот Сатеска, меѓутоа во последно време се прават конкретни напори тој да се отпочне со градба. Меѓутоа, поради огромните средства што захтева да се гради таков систем, тој предвидува да се гради во фаза. И како ќе изгледа тој фази? Па веќе отпочнати се активностите за неговата реализација со тоа што изработена е техничка документација, односно идеен проект, исто така изработена инвестициона програма, останува прашањето пред Стопанската комора на СРМ, а претходно мислење на Стопанска банка, Здружена банка Скопје, доколку даде позитивно мислење. Можеме ли да им кажеме на нашите гледачи, на луѓето во ова подречје, има ли надежи?
па секако без надеж човек не би требало да постои. Идејата што веќе е воспоставена, значи треба тоа да се реализира. Прашањето е колку и како ќе се обезбедат средствата, оние квалитетни преку ФНП и така натака. Ви благодарам. Разговараме со председателот на Советот на местната заедница Мачвански Метковиќ, Синиша Ерич. Другар Ерич, кажите ни нешто повеќе за дочекот кој ви го приредија домаќините овде во село Оровник, за понатомашната соработка со оваа местна заедница, а на крај да чуеме нешто и за активностите на вашата местна заедница. Nakon dugog i napornog puta, građani mesne zajednice Metković su 16.6. oko 14 časova stigli u mesnu zajednicu Orovnik, gde su srdačno dočekani uz muziku, igru, pozdrave prijatelja. Koristim i ovu priliku da se u ime građana mesne zajednice Metković i u svoje lično ime zahvalim na ovako srdačnom dočeku. Na smeštaj gostiju i sve ostale aktivnosti koje su slijedile nakon toga bile su izuzetne, o čemu svedoče i razgovori ljudi iz Metkovića koji su ovde prisutni. Ocenjujući da ovakvu saradnju ne treba prekidati, predstavnici društveno-političkih organizacija koji su ovde u Orovniku održali su sastanak gde su se dogovorili da predlože svojim domaćinima da se ovakva saradnja nastavi i u budućnosti i da se potpiše povelja o bratimljenju. Očekujemo da će ovo biti prihvaćeno i da će u bliskoj budućnosti to biti praktično realizovano. Od akcija koje se sprovode u Metkoviću treba spomenuti šljunčenje poljskih puteva i rekonstrukciju elektromreže. Sredstva za finansiranje ovih radova obezbeđena su od nedavno zavedenog samodoprinosa. Osim toga, u toku je i instaliranje telefonske mreže, a očekuje se i završetak samousluge. Time će biti samo delimično zadovoljene osnovne potrebe, što znači da i u buduće dosta treba raditi. Благодарам. Во продолжение на емисијава следува настап на ансамблот Билјана. Ajde naručaj se, Salomoni, opeti se. Obleči si, Salomoni, crvenele. Obleči si, Salomoni, crvenele. Ajde obleči si, Salomoni, crvenele. Čevelina Salomoni, lakovani, lakovani Salomoni, ogledani. Ajde da se pati Salomoni na ono to Salomoni, kaži mene. Na ono to Salomoni, kaži mene.
Саромори, огледај ме. Старшивеки Саромори, намири ми. Старшивеки Саромори, намири ми. Ајде да ги путаш Саромори, ергените. А најкој ќе Саромори, благожен сите. А најкој ќе Саромори, благожен сите. На излезот од Охрид кон Струга се наоѓа болница, секогаш е полна. Меѓу луѓето одамна е позната како Костозглобна, инаку тоа е сега познат травматолошки центар. Во него работи одличен стручен тим, затоа место се чека. Од предизвестно време овде на лекување е и Снежана Корен. Оваа млада девојка во 1971 година е родена во Инсбрук, Австрија. Овде е дојдена да се лекува од вродено исчешување на колкот и да и се продолжи едната нога. Сега двете нозе и се еднакви по должина. Но за корекција на колкот е потребна операција и крв е потребна. Без таа црвена скапоцена течност што има секој од нас, овие извонредни стручњаци не ќе можеа да ја помогнат на Снежана да може и таа убаво да чекори со своите врсници. И оперативниот зафат успеа во целост. За 3-4 недели Снежана со убав исправен чекор ќе се врати дома во Инсбрук. И ова е една од многуте гордости на доктор Гере и сите негови соработници, но и на крводарителите. А Снежана е само една од многуте пациенти на која нивната крв им помогнала. Овие инсерти од крводарување ги снимивме во Општинскиот завод за трансфузија на Охрид. 34 шишиња крв даруваа вработените од Отекс. Во Оровник тоа не го направивме, како што е вообичаено за нашиве емисии, зашто Општинскиот завод евентуалните крводарители ги чека да дојдат овде во неговите простории. Тие не испраќаат мобилни екипи на терен. Почитувани гледачи, еве го времето и за вашата наградна игра. Во минатата емисија од Мислешево ви поставивме прашање на кое требаше да кажете 2 од 3 македонски планини кои имаат прекрасни пасишта за развојот на овчарството. Тоа се Шарпланина, Бистра и Кораб. Вашите картички стасуваа на наша адреса, но пред да го извлечеме добитникот, да кажеме дека наградата во оваа емисија е рачен запрашувач МРС-14. Него го произведува фабриката Морава од Пожаревац. Оваа фабрика е дарител на наградата. Тоа всушност е нејзиниот придонес за другарувањето, зближувањето на луѓето од разни краишта во нашава земја, во емисиите Да се знае да се има. Значи да видиме кој е добитникот на запрашувачот на Морава од Пожаревац. Овој пат наградата оди во Гостивар, а ја добива Соле Карински, улица Борче Јовановски, број 75. Да видиме уште дали одговорот е точен. Да, Бистра и Шарпланина. Тоа беше се што се однесува за прашањето од минатата емисија. Сега да го поставиме и прашањето за наредната емисија. А до тогаш ќе имате малку повеќе време, кога ќе се јавиме од Зубово на 10 септември. Точните одговори треба да пристигнат во нашата редакција до 25 август на адреса Телевизија Скопје, документарна програма за емисијата Да се знае да се има. Но еве го и прашањето. Во Социјалистичка република Србија, во долината на Велика Морава, плодноста на земјиштето е од подобрите катастарски категории. Во селата најмногу се одгледува пченката, а развиено е и лозарството и сливарството. Прашањето гласи: од каков тип се селата во долината на Велика Морава? Да повториме, одговорите треба да пристигнат во нашата редакција најдосна до 25 август. Тоа беше се за наградната игра, почитувани гледачи, а во продолжение ќе го проследиме рецептот за јадење што е карактеристично за овдешните домаќини. Во поранешните времења оровничани биле познати по производство на жито. И во времето кога брашното било тешко да се добие, тогаш рибарите доаѓале за дел од уловот да земат од овдешниот производ.
Затоа, на овдешната трпеза, тестенините и рибата често се сретнуваат. Во ова поднебје, за оние што не се оттука, и лебот е вид специјалитет. Се вика мајалник. За него најнапред е потребно да се искрши малку слануток. Потоа се става во садот во кого се додава брашно и топла вода. Сето тоа заедно се меша и се остава да стаса. Смесата се меси и тестото се остава да стаса, па се размесува и пак, откако ќе се остави на штицата, треба да отстои. На крајот се пече како секој леб. Од рибата во селото се чини најомилен е крапот. Откако ќе се исчисти, рибата се сече на парчиња и се става во тепсија. Околу него во тепсијата се става и пржен кромет. Покрај тоа се сецка обилно магдонос и лук, тоа се меша со 150 грама масло и со вака подготвеното зајре се полни рибата. На крајот се разматува црвен пипер и зејтин и се полива. Откако ќе се испече, вкусот не може да се опише. Треба само да се проба. Најдобро е кога при тоа, како што се вели, трет пат плива во виното. Уште поубаво е ако со крапот како додаток има уште еден овдешен специјалитет – питулици. За нив е потребно да се замесат брашно и вода со густина како за палачинки. На специјалниот тркалезен плег, исто така со специјално направено тргаче, се распоредува смесата. На шпоретот се пече еднакво од двете страни. Корите се прскаат со зејтин, се редат во тепсија, меѓу нив се става урда и така се пече под сач. Кога и питулиците се готови, ручекот е комплетен. Во светот се познати повеќе системи за биолошко производство на зеленчук и овошје. Заедничко за сите нив, како што истакнуваат стружњаците, е плодноста на почвата да се одржува само со органски ѓубрива. Плевелот се отстранува со плевење, а фитозаштитата се врши со помалку штетни или со биолошки средства. Природното ѓубре лумбрикал или биохумус е производ на глистата. Најдобро е таа да е црвената калифорниска глиста. Шталското ѓубре и некои други растителни отпадни материи, таа ги преобразува во биоѓубриво со високи производствени својства. Тоа е и до 10 пати поквалитетно од секое шталско ѓубре. Со голем успех се користи за производство на сите земјоделски култури, особено на градинарските.
Ја поправа структурата на почвата, хемиските и микробиолошките особини. Во хумусот има и антибиотички соединенија. Така, тој има и заштитна улога за растенијата од некои болести. Заштитата на зеленчукот во биоградината од разните штетници представува најголема тешкотија. Познати се околу 2000 растителни видови кои можат во задоволителна мерка да ги заштитат растенијата од разни штетници. Така, например, растителните вошки можат да се уништат со екстракт направен од 1 килограм свежи или 200 грама суви коприви. Копривата се подготвува во 10 литри вода и се остава да кисне 24 часа. Со исцедениот чај се прска растенијето нападнато од зелената вошка. Гасеници, мравки и лисни вошки се сузбиваат со раствор подготвен од 300 грама свежи или 30 грама суви лисја пелен, потопени во 10 литри вода и да отстојат 2-3 дена. Големиот зелкар, бела пеперутка, чии гасеници прават големи штети на зелката, може да се сузбие со екстракт добиен од лисјата на доматите. Во 2 литри вода се ставаат 2 лажички суви издробени лисја и се оставаат 3 часа. Со лук и кромит може да се сузбие мувлата, пламеницата и некои инсекти. Килограм свежи лисја се потопуваат во 6 литри жеша вода и се оставаат 24 часа. Кога ќе започне растворот да се пени, разбележете го 10 пати. А за богатството на фолклорот, за народните носи и за ракотворбите да слушнеме од ТВ представник од Практична жена. Ево и овде сме имали прилику да се упознам со изуzetно богатом фолклорном баштином, а исто тако да се упознам со едни податком кој е мало вако специфичан због развоја туризма у овом крају и Охрид, близина Охрида. Домаќин нам се поверио да изуzetно вредни и лепе раде, оствари оно наше најбогати и највреднije, што ево управо и овде можеме да видимо другарици ради ношњу, продају туристима. Продајемо ово наше благо, за uzvrat kupujemo druge stvari, evo drugarica radi Vilero Goblin i mogli bismo reći da evo radimo jednu modernu, savremenu razmenu dobara. Pa upravo iz tog razloga, da bismo sačuvali ovo naše izuzetno bogatstvo, ovo naš folklor, ovo naše blago, mi, odnosno Revija Praktična žena zajedno sa televizijom i postiče ovu akciju i neguje ovo naše bogatstvo nagrađujući radove, nagrađujući ove mlade da ih postakne da se to radi, da se to čuva i neguje. Pa smo danas nagradili i Ergenu Tanosku, ona će biti naša prvonagrađena takmičarka koja će krenuti na put, 7-dnevno putovanje po Jugoslaviji, da će Neloska Veselinka dobiti drugu nagradu, to je komplet specijalnih izdanja Praktične žene, da će i drugarica Mimoza Jola Koska dobiti specijalnu knjigu Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda, odnosno naš jedan komplet, i da je diploma pripala Miliji Mojsovskoj za svoj rad i doprinos ovoj izložbi. Evo, mi pokušavamo iz emisije da predstavimo te radove, da predstavimo naše blago koje imamo, ali da ne ode sasvim, da nas ne zatrpa Viler. Благодарам. Одиме понатака со емисијата, да слушнеме малку хумор. Ке ни го представи Петре Прличков и Тодорче Николовски на текст од Иван Карадак. Седнала Јана Јајца да пржи, јајца да пржи, за таба се држи. Ој Јано, Јано, убава Јано, ću tuк da staneš Јано, orman da pane. Еве, тука е рецептот. Така, тука е тенџерето. 300 грама
ставови. И пол кило заклучоци. Па мерки, аргументи, против мерки, против аргументи, мешање. Леле! Мајка да јаде на черка да не дава. После објективни фактори, па субјективни фактори, што беше? Виша сила. И 1 грам одговорност, колку да замириса. Така, после иде оцет, зејтин. Шателене, што правиш ти? Здраво, Сикло. Што е ова? Дробам. Дробам, бе. Дробиш? Дробам. Што дробам? Дробам. Види што дробам. Гледај овде. Ред витамини, ред протеини, ред масти, ред јаглени хидрати. Оцет, зејтин. Беле. Шателе, оди бргу да се прегледаш. И оди, слушај, купувај негде германски марки, па фаќај доктори. Оди ти фаќај доктори. Меот ти се сплескал како штица. Мене не ми се потребни никакви доктори. Откако државата почна да се грижи за земјоделците, здрав сум како дрен. Зашто? Види, зашто се хранам на научна основа. Понеделник грав без месо. Вторник грав без колбаси. Среда грав без чопте. Четврток грав без ребра. Петок грав без сланина. Сабота грав без кременадли. А недела си правам гала гозба тапче гравче. Ајде. После земам салата, оцет, зејтин. Убаво е, здравите. Ако ти ја радесува таквото јадење, дроби понатаму. Ќе дробам, Сикло, ајде и ти да дроби со мене, а? Ајде, почни. Зејтин. Чекај вече, зејтин. Ова скапе зејтина, чекај малко, бе. Пороче ли ја да така, а? Вака. Зејтинот само прелетува преку тенџерето, а вака се прави оцет, зејтин.
Од старите мајстори копаничари во Охрид работат уште четворица. Работат толку колку што им дозволуваат и годините и здравјето. Еден од нив е и Петар Калајджиев. Тоа што го сакал и чувствувал, од секогаш го обликувал во дрвото. Од раните младечки денови. Темите ископани во дрвото се од фреско сликарството, иконите и од животот секојдневен. Што и да се погледне, ги восхитува окото и душата човекова. Во еден момент, пред неколку години, се чинеше ова прекрасно мајсторство дека ќе згасне. Сепак не. Во Охрид веќе редовно работат две ателија за копаничарство. Едното е во работната организација Слобода, а ова што сега го гледаме е во ЕМО. Двете во работата ветуваат дека копаничарството во Охрид уште долго ќе живее. Ова се траги од градба од 893 година. Потекнуваат од манастирот Свети Пантелејмон. Го изградил Климент Охридски. Овде го создал и првиот словенски универзитет. Тука е создадена Охридската книжевна школа и Климентовото дело Пофално слово за Климент. Во рамките на универзитетот работеле и првата медицинска школа во Европа и болницата за бесплатно лекување, реткост со посебен сјај. Во Оровник се откриени остатоци од населба стара околу 16 века. Ова е дел од римската бања Терма. На ова место се вршело загревање на просториите на бањата, има остатоци и на под работен со крупен мозаик. Системот на градбата и функцијата на термата восхитува, можеби им завидуваат и современите сауни. На врвот на Охридскиот рид се наоѓа тврдина, тоа е Самуиловата крепост. Одовде како на дланка се езерото и градот. Се што се случува овде во последните 25 века, крепоста го видела. Рушена и обновувана е повеќе пати. Ја обновил и цар Самуил кога својата престолнина ја преселил од Преспа овде. Тврдината се вбројува меѓу најголемите средновековни градови зачувани во Македонија. Во селово Домаќин има неколку пчелари. Тие се главно млади по занаетот. Приближно 10 години го учат пчеларството. Еден од нив е и Иван Јолковски. Во својот двор има 25 садници со пчели. Медот е чист, убав. Но ова сепак не е доволно за сериозно пчеларство. Така е зашто пчелите се само фрагмент од сета активност на Иван и неговиот син. Лихнида е фабрика за преработка на пластични маси. Во неа од пластиката се прави речиси се. Се наоѓа во Охрид има 564 вработени. Ништо необично. Единствено што овие луѓе се спонзор на емисијава и акцијава во Оровник да се знае да се има. Велат, сакаме да сме спонзори на сближувањето на луѓето географски оддалечени едни од други.
Крсте Стојановски е наставник во пензија. И тој, како и најголемиот број жители од овде, има парче земја. Се насе, тоа се 5 декари. Насадени се со јаболкници. Со задоволство и со посебна грижа ги одгледува, ги обработува. Сиот им се посветува. Додека работеше пак со учениците, тоа го правеше колку што можеше. Затоа, неговиот насад од секогаш е меѓу најдобрите. Борбата со болестите и со инсектите што ги напаѓаат јаболката ја води така како што пропишуваат производителите на препаратите. На крајот, секоја есен, кога плодовите зреат, на пазар има најквалитетни јаболка. Кога се зборува за земјоделството, за луѓето што се врзани со селото, редовно се наметнува прашањето може ли да се живее само од земјата? Може ли овој човек да ја најде сигурноста на живеењето овде? Не таму, во некоја од работните организации во градот. И Крсте и сите други производители од село велат дека може. Сите тие се едногласни во таквиот став. Само што е неопходно аграрот што побрзо да си го најде своето вистинско место во општеството. Местото што значи сигурност и безбеден пласман. А потоа се ќе дојде на своето место. Во текот на вчерашниот и денешниот ден се одржаа повеќе спортски надпревари помеѓу представниците на гостите и домаќините. Еве ги резултатите. Во мал фудбал победија домаќините со 6:3, додека во останатите 3 дисциплини, шах, стрелаштво и тегнење јаже, победија гостите, така што севкупен победник се гостите со 3:1. Веројатно оровничани ќе им се реваншираат кога ќе бидат нивни гости во Мачвански Метковиќ. Ова е време, почитувани гледачи, да кажеме некој збор и за спонзорите на емисијава Алкалоид и студентски збор од Скопје. Главниот спонзор Алкалоид ги обезбедува 3 награди за недобрите местни заедници во оваа година: мотокултиватор, телевизор во боја и вештачко ѓубре. Студентски збор во годината на својот 40 годишен јубилеј на сите домаќини на емисииве им подарува по една библиотека, но да го воспредиме прилогот на Алкалоид од Скопје. Собирањето и преработката на лековите и ароматизирани растенија за да има карактер на организирано индустриско производство се правени повеќе согледувања за можните пракси на идниот развој на билкарството. Од тие следнина произлегува дека е потребно обезбедување на постојан и организиран извор на суровини. Количините и асортиманот би требало да се обезбедат од плантажното производство за лековите и ароматичните растенија и со воспоставување на долгорочна деловна соработка со производителите на овошје и зеленчук. Покрај тоа, потребна е и организирана соработка на производителите како што бара пазарот. Преработката е потребна да се насочи и кон индустриската технологија. Во денешни услови оваа дејност во Алкалоид е организирана во основната организација на Здружен труд Фармација и работната единица Билкарство. Откупот се врши преку одделението за набавка на лековити билки и откупните станици од целата република и една во Војводина. Организираното плантажно производство се врши преку одделението за плантажирање во село Долни Балван во Штип и во кооперативните односи со земјоделските организации и индивидуалните производители. Во продолжение на емисијава следува прилог од нашата рубрика Минус 10. Неа редовно ја подготвуваме во соработка со Автомотодружството од Скопје 4 јули. Да го погледаме. Се поголем е бројот на сообраќајните незгоди што се случуваат по грешка на возачите на запрежните возила. За да не доаѓа до нив, пред секое возење потребно е да го провериме возилото и да утврдиме дали е исправно. Единствено така можеме со сигурност да управуваме со запрегата, посебно кога се впрегнати немирни животни. Кога се обраќаат на патот, овие возила на задната страна мораат да имаат 2 црвени рефлексни светла. Во мрак, осветлени од светлата на моторните возила, се забележуваат и на оддалечност поголема од 100 метри. Во сите услови на намалена видливост, запрежното возило на својата лева страна треба да има 2 светла. На предната страна тоа треба да е во бела, а на задната во црвена боја. Ако превезуваме ронлива стока, должни сме да се погрижиме таа да не се растура. Ако во тоа не успееме, должни сме да се отстраниме од коловозот. Со запрежно возило на магистрален и регионален пат може да управува лице кое наполнило 15, а на другите патишта 12 години. Возачот и лицата што се превезуваат
Дозволено е да се сместат единствено седејки на подот од возилото. За вакво возило може да биде врзано најмногу едно грло добиток. Јажето или синџирот не смеа да бидат подолги од 1 метар. Растојанието пак меѓу две запрежни возила, ако се едно за друго, може да биде најмало 100 метри. Сега е време да го слушнеме мислењето и оценката на нашето жири. Овој пат нејзин член е и председателот на Општинскиот социјалистички сојуз во Охрид Богољуб Новаковски, а председателот доктор Митко Панов ќе ни ги соопшти денешните резултати. Следејќи ги постигнатите резултати од секупниот општествено-економски живот во двете месни заедници, како и од денешната програма, жирито ги додели следниве бодови. На гостите од местната заедница Мачвански Метковиќ од општината Богатич од Социјалистичка република Србија 1850 бодови, а на домашните од местната заедница Оровник од општина Охрид 1900 бодови. Професоре, благодарам. А сега, почитувани гледачи, за вас да го повториме прашањето од наградната игра. Во Социјалистичка република Србија, во долината на Велика Морава, плодностите на земјиштето се од подобрите катастарски категории. Во селата најмногу се одгледува пченка, а развиено е и лозарството и сливарството. Прашањето гласи: од каков тип се селата во долината на Велика Морава? Одговорите испратете ги најдосна до 25 август. Тоа значи, почитувани гледачи, довидување и пријатно на 10 септември во местната заедница Зубово кај Струмица.